Добра вечер, Свети Николе. Како сте, Свети Николе? Добри ли сте, Свети Николе? Ние сме супер, Свети Николе, ова вечер, ова петочна вечер. Леле, почна како на радио 2 или антена 5 да збор. Не, зашо така, ја мише ќе звучи како бинго. Тоа ми беше идејата у главата. По Бога ми повеќе како бинго Игор Џамбазов. Тако некое шоу за игри на среќа. Леле, Знаеш, послушај, малку можки ни како се... превозбудени. Многу награди како давамо, како добро вечер. Ајде да видиме ние спремни ли сте да доделимо ние сега сте тука што имаме од награди. Па не, но ја мислам дека треба и ние да даваме некои награди, знаеш, што мислиш? Сакате ли да дадемо награди? Ајде да дадемо награди, А шо ќе например. дадем? Па ќе дадемо, ево ќе дадемо книга. Може ли да дадемо книга? Па немамо спонзори, библиотеки. Па немамо спонзори, ја ќе го дадам книгата. Нова книга, нечапната, неотворена. Значи, Па ти книга. шо ќе читаш? ја шо ќе читам? Ја имам библиотека тука да се изваде цел град да покрие. Стварно? Ајде реално давамо имам многу книга. книги. Да бе, да давамо книги, ама на кој ќе го давам, Лори, тоа не може така да биде Да. рандом. Мора Да, нешто да, да се го да. заслужат. Точно. Се право у си, животот не треба да се заслужи. Лайк, шер, сабскрайб, па после тагни тај, па тај истиот лайк, шер, сабскрайб. Тоа, боже, уште му крача да остават ми доваѓа кад ги видам тие правила за giveaway. Воа направи, оноа направи и обавезно крвна слика да си оставиш. Мислам, де малку и шо ќе добиеш? Мислам, шо и да Да, добиеш, па многу добро, тоа ма. правило има. Не, но па чекај, па Шо коли да кога направат? дават, Ке се запрашаш малку. Ќе ни истекне до крај на емисијата, битно имајте предвид дека ќе давамо книга. Ете, Нено се волонтира да даде дел од неговата библиотека. Вие да бидете само умни, па ја ќе дадам другата емисија, па и две книги имаш. Кај знаете, може телевизорот ќе го откачам, па телевизорот ќе го делам. Секако нешто многу не гледам телевизија у задње време. Да бе, интересна работа, ја Не препекаси за лажи, телевизор. гледаш тет на телевизија. Тета гледам. Не, многу сакаше телевизор како поголем. Ја имаше се тука едно колку бе бил 40, немам појма. И поголем, ама смарт ТВ да бил. И купи си конечно за нова година беше. И тие 2-3 недели истражувага ово, но филмови, милмови, у задните 3 месеци човече ја дали сам го запуштил телевизорот 3 пати. Ама немам време, некако немам... Сваќаш некако не ми е дошло да седнам, да речем сега ќе пуштам ја. Молам? Шо ти ga краде времето? Шо ми го краде времето, Лори, на мене? Па времето на мене ми го краде ништо посебно. Ја би рекол дека времето мое си го крадам самиот себе си. Значи, јас сум крадецо на моето време. Значи не си организиран доволно, или? Во е многу комплексна тема, искрено да ти кажам, ја колку сака можам да се зафркавам, ама комплексна тема е. Мене ме страшно нервира шо има ехо и во се слуши у емисиите, ама со нашите услови, со овие Тоа е шо е. basic пакети, ќе има ехо и тоа е тоа. Чекај сега да видиме. Шо ме праша, извини? Па шо ти ga краде времето, ти рече, не знам, јас си го крадам. Сега, ако ти си тај што си го крадеш времето, веројатно не си доволно организиран за да можеш да бидеш на време некаде. Не знам. Барем ја така Не. мислам. Да, тоа така ќе помисле секој и лесно може да донесе заклучок дека тоа е заради тоа што ненат не е организиран, дека тоа е заради тоа што ненат е мрзелив и свашта нешто, ама Не сам рекла мрзлив. Да ми Не, извиниш. не ти, општо. Општо народот што има искуство со мене, соработка или нешто, договор некакав или било што. Морам да бидам искрен и да кажам дека не били управо ниту еден од тие што така се мислили и збориле. Не станува тука збор нити за мрза, нити за неорганизираност, нити за нешто било што. Тука станува збор само за психа. Да речемо психа
конкретно анксиозност. И сега во пак ќе го претвориме можда у тема што ја кажа комплексно е ова. Заради тоа што кога кажеш анксиозност, ние смо како општество уште на нивото ајде што се за нас анксиозност, пак ќе го повторам тоа што го викат сите, пошто сите го повторуваат зашто да не ја испадни низ парко прошетајќи ти помине или не знам, легни си у 10 саато па ќе видиш како ќе се разбудеш на време. Не, ја да си легнам и у 6 саато попладне, ќе го имам истиот проблем со освестување на сабајле, например, или со да бидам некаде на време и сето тоа. Тоа е комплексна работа што јас самиот не можам да кажам зашто е така. Нели, има стручни лица што се бават со тоа, меѓутоа некако во Македонија до сега не се е појавило некој стручно лице што ќе се задлабочи у таа проблематика. Сите Како се не се попират... појавило, па доста и подкасти прават на таа тема, Ево, психологи, психијатри или не знам, да не биде така дека да не бидам грешка разбран, меѓутоа моето искуство зборам. Тоа е било, да речеме, на психијатрија најчесто идам, пошто тоа е на државно. Добро. Бесплатно. Сите точно, имало е некои со кои што сам разговарал малку поише. И то не е нешто кој знае колку да речеш муабет, ама па и мало е, не дека не. Меѓутоа се подпира на лекарства. Честни исклучоци што викат дека лекарствата ќе ти ги дадам, меѓутоа корено на проблемот дека не се реше, нели? Џабите се лекарствата, пошто не се само маска на проблематиката. За било која болест, Сега доваѓаме до моментот дека со тебе, со мене и со таквите луѓе што имаат анксиозност и нели их други состојби и диагнози, во состојба, на пример анксиозноста, треба да работат психолози. А психолозите, не знам, за друго место, у Македонија се прилично скапи. Особено за комплексни случаи, треба ја да одвојам многу пари лори, за да можам ја да добијам некаков ефект. Мене не ми прави ништо, да речемо, 1 или 2 сесии месечно. Јас знам. Значи, стварно е прилично скапо. Добро. Точно дека има можности са више олеснето, дека тоа може да биде онлайн. Точно дека има дури и платформа која што се баве со психолози, што ги имаш на листа, можеш да си бираш. Ама кад погледнеш цена од 2200 денари за 40 минути, па тоа не е малку дека нешто би можел многу да се подпреш на тие, како што и кажа, ама еве да се подпреш, да имамо 2 пати неделно сесии. Ајде да заокружиме на 2000 денари. Тоа 4000 неделно. 4 недели по 4, 16.000 денари. Тоа можда не е многу. Ја не викам дека не ги заслужуваат они тие пари. Точно, тоа ние како нација, како економска сила не сме силни за да ги издржаме. Самиот систем, И тоа е причината. Па тука е бесплатно, мислам, не бесплатно, ама па е некој минимално покриено е од здравственото, мислам, за такви работи, не знам. Ама и тука има психолози што работат на државно, ама не многу знам се дали недостапни или па не знам сега како ја да ти кажам право, директно искуство не сум имал. Од причина што тоа секате у термин утрински, мислам, додека си на работа или нешто, не можеш да отидеш ти попладне, например. Да. И кај нас и да можеш, не знам, втора смена може да има, сигурно има. Ама, например, по свете николи ние не имamo нити психијатар, нити психолог, ние многу работи не имamo тука. И сега треба да се стегнаме тоа да констатираме повеќе. А сега тука тоа може да се разгране на многу такво. Ја имам слушано свашта нешто муабети, па како психолози ги споделуваат проблемите на клиентите. Значи ја неќам тоа, ние сме таква мала држава, мали градчиња, тоа не е етички. Да не се обрне некој па да рече што збореш ти. Меѓутоа тоа се муабети што сум ги слушал и што кај мене влијаат и некако си речам, не дека ја нешто кријам, не дека нешто ама нели не е вкусно. Пак е интимно, нели? Не е вкусно да се така. Па е нешто свое точно, па луѓе и со нели и други диагнози или болести, па не е етички да споделуваш, нели, тај некој си дали идел на хемотерапија или слично, нели? И тоа не е етички, иако е премногу очигледно, например, дека некој е болен и слично. Истото е и со вакви случаи, како ти што викаш. Ама кажи ми, и врати се, малку избегаме од темата, ќе разговараме ние и за овоа.
Ама врати се на темата, што е тоа што еве викаш анксиозноста, ти ga краде времето, е нешто како диагноза што тебе те ствара да ти не можеш дали да си го менаџираш времето, дали што викаш не е само иди излези прошетај или вежбе у теретани. Ја тоа го имам слушано за у многу случаеви, смени храна, ама па нели тоа се некои работи што треба да се работат и со професионалец за да ти самиот себе се вратиш и се центрираш у себе и ако си избегал од некој колосак да се вратиш при себе и да знаеш веќе да ги правиш тие работи. Како тебе ти смета? Еве што викаш тоа му доаѓа и дека и животно у твојот живот, нели, у животниот тек и низ годините тебе ти праве, например, Ненад, и одма ти се лепат етикети, Ненад мрзлив, Ненад не знае да се организира, Ненад вака. Тоа е комбо, Лори, тоа е комбо што од лични фактори, индивидуално, што од фактор средина. Ама мислам дека не си единствен, ја мислам дека некои луѓе па не се ни свесни, ти си свесен од кај потекнува. Саќаш? Мислам дека некои луѓе па и не се свесни дека се анксиозни или мисла дека ништо не име, знаеш, не е болест, се што боле. Пример, нели, некој и јас сум била анксиозна порано. Ово, Лори, баш ако се согласуваш со мене, мислам дека може да испаднат добри барем 2 епизоди ако не повише на оваа тема. Па да, и тоа баш овака смирени анксиозни. Анксиозни, не. Смирени такви сериозни. Да. Малку поинако издание. Треба и увакво светло да не видат. Не, тоа е многу важна работа е тоа. Колку и да ни звучат, колку и да го избегнуваме, многу голема срж, многу голема улога е у многу животи. Да. И штета што не се малку поише сваќа сериозно, посериозно. За жал, да. Штета, стварно штета, затоа што ја кажа многу наврати дека не знам, нели некад некој нешто десе се нешто или не знам што, па не знам супер беше насмејан, секад добар ден, не знам што, а тоа негде избило. Па сега не зборам само за анксиозност, ја зборам за многу други работи, нетретирани состојби, значи тоа може да ескалира многу негативно. И заради тоа сметам дека треба да се биде гласен, отворен, транспарентен. Емо тоа ќе си олеснеш сам на себе, ќе помогнеш на некој друг и за општото добро на сите ќе направиш освестување. Имаше луѓе што сака и да бидат гости, а и луѓе што се разговарале со мене лично дека сакат да зборат за анксиозност, за депресија и дека многу луѓе се и пронашли у тоа за ти што го кажуваш дека самата анксиозност мислиш дека ќе ти биде нешто, нели каснеш што ти мислиш дека ја не испаѓам, не одам таму, ќе ми се случи нешто, па откажеш, нели, некаков договор со било кој дали да испаднеш некаде и остануваш си у таа твоја некоја школка унатре згрчен и знаеш као и не функционираш едноставно. Тоа има типови, разни подтипови на анксиозност. Ја го немам таа, да речемо, дека нешто ќе ми се десе, ама потпуно разбирам како име на тие луѓе. Кај мене е комбо имам ја од перфекционизам, парадоксално дуо. Тоа дури така се вика парадоксално дуо. Тоа е комбо на перфекционизам и прокрастинација. Procrastination се чува на одложување на нештата. Да, тоа е нешто најлошо. Сакаш да си the best of the best, најдобрата верзија од себе да го покажеш, ама одложуваш ги работите и никако да го покажеш најдоброто од себе. Тоа нели е парадокс? Тоа е многу, тоа се вака, баш украстени две работи. Да не си ласкам и таквам и тоа сметам се за човек што е уметник и што има стварно многу таленти, се тоа не се фолирам, него, нели, способен сум за многу нешта. Нема што да се докажуваш, знаемо го тоа веќе. И докажал се на повеќе полини. Да, Лори, ама јас сум многу ограничен на локално ниво, значи, зашто тие некој да на моје место би ке цепе свето ќе го освојува, разбираш ли? Саќаш? Ама ете, освен што ми го краде времето, мене повише би рекол, мене ми го краде живото, анксиозноста. Точно, леле жиме човече, да. Краде ти го живото, буквално гледаш како одминуваат годините и веќе наоѓаш се у прашалници. Па не само ти, па и ние. Затварате и како личност и затоа мислам дека и многу пати знаемо да речемо
знаемо да бидемо и носталгични и да речеме ој колку ни беше поубаво Да. порано. Тоа е може да затоа што сме се чувствувале убаво. Имале сме мир. Тоа сакаше да ти кажам, значи Да. порано ни било не сме размислувале веројатно толку на годините и викаш имаш време, а од друга Така страна е. не си се толку претискал дека ја морам нешто да направам, мене времето ме газе. И сега доаѓаш момент кога стварно поминало, значи не е исто И да си зависеш на само од себе, више да и речеме. веќе зависеш само од себе. Па добре, ја па како родител, па што да кажам, на пример, така, со па 3 тоа деца, Да, па тоа да. дури јас сум имала анксиозност, па како мајка, Како не. страв за собственото дете, дали е здраво, дали е добро, Апсолутно. да не му се случи нешто, ако тргнеш на пат, нели, тоа са милиарда Тоа се прашалници. милиарда разноразни нешта. Да. Тоа се разгранува само. Веќе не се ти си собира. одговорен за уште 3 мали суштества што зависи Животи, живото да. од тебе, нели и од сопругот, што мора ти да се освестиш дека и нели колку и да ти е тешко и да си викаш чекај, нели а мене кој Пушти за мене бригу ќе на се веселие. грижи? Да, не можеш ти баш Не оно можеш. пушти бригу на веселие и така да Не тераш, можеш. а од друга страна нели самото општество ти дава некој притисок дека ти треба да воспиташ Диригира ти оно. диригират и да воспиташ деца да бидат и добри воспитани и се, нели? Како да имат некои чувствуваш се како да другите имат очекувања Па од тебе да, да се ама покажеш а на па едно и светло. така да се покажеш у најдобро светло дека си добра мајка, дека Да си не како се вика да не под блокирам исто многу сум Да. расеанија. е Да не подклекнеш, да не покажеш нешто Па, негативно, не па знам. да. И тука ти човека ствара анксиозност, имаш некои стравови у себе, а од друга страна и јас сум перфекционист. Немој да мислиш дека не. Например, денеска, мене дури минутата ми е темпирана, кое дете кога треба да спие, што треба да прави, дали домашно да пишува, другото да си играш, временски си ограничен за нештата, па и нели, и гледаш да ги направиш работите по ред и тоа е Ама некој гледаш притисок, ти знае. колку и да ти е тоа да речемо тешко сега условно речено, Да. па го правиш успешно, нели? Колку успешно на каква Успешно, скала па ти си фала знаеш, му на нели? Богу, да, ма успешно. имам и човек позади мене што ми е ветер у грб и ми Да, Лори, помага ама исто, да. Тоа е проблем. Кај мене е тоа што мојот перфекционизам, тоа ти викам, парадокс е тоа што ја прокрастинирам и нешто друго не ми дава да бидам перфектен. Како ти кажам, така. не ми дава да светнам у сите бои што можам да светнам. Сваќаш? Да. Значи, ја знам, тоа точно имам го знам како приметено. треба. Ја го имам тоа Ама приметено нешто кај не ми мои дава. кај мои многу блиски личности, што викаш видел си потенцијал у човеко, ама Да. нешто не му дава. Стоја и знаеш само викам па не ги одолговлекуваме работите сега, сретнеш се, видиш се пријател, пријателка. Да. Повеќе луѓе се соочуваат со тоа. Не си само ти, не си единствена. Мислам дека и слушателите наши гледачи сигурно се наоѓаат у таква позиција, ама не, можда и не се свесни за истото. Ево се дека ја и ти не го отвориме оваа тема. Значи има луѓе што знаеш, нели свесни се за нештата и знаат како да ги направат, ама седнат си оно in the back seat, што викат, и чекат да се случи нешто или нешто да ама ги тука гурне. Мене ми е во многу таква тема што више ми е толку нормална и сето тоа, само единственото нешто што ме иритира тука е што тоа од надвор, јас се согласувам дека е така, од надвор изгледа дека тука станува збор за мразеливост и неорганизираност, а колку само не е така. Ја у позадина мојот мозок работи 200 на саат. Ја размислувам, анализирам, истражувам, имам идеи нон-стоп, мене мозокот не престанува да ми работи. Оно што го викат overthinking, или Ти си прекомерно размислување. Ти психички га изморуваш телото фактички. Значи, и тебе кај мене психички не од си... најдоброто има уште подобра опција секад и затоа никако да го дадам барем. Дај една опција, па окей, нека има нешто, не. Bare minimum, што викат. Јас сепак апгрейд мора да направам Да, на се и да. на крајот И на крај поминал, ништо. да речемо за конкурси, колку конкурси за било што, за поезија, за било што.
Јас сум човек што ги поднаса документите у 5 до 12. Нема тоа е врска, лошо. ево и електронски преку мејл, значи не мора да идеш ти лично, и електронски 5 до 12, колку пати мене само ми се има 10 секунда после полнок да закаснам, а знаел сам месец ден унапред. Ето, објасни ми го тоа. гледаш. Спремни документи, спремно се, нели поезија ако треба да праќам селектирано, средено, лекторирано, само да направам клик send. Ама Ето. 3 точки. Ја мислам дека и желбата за да биде нешто совршено, те автоматски блокира. Тоа ти е еден вид на блокажа. И, например, Никад нема да биде ништо совршено у мојата глава. тоа Тоа е сакаш да ти- најинтересно. Нема. Ама и генерално у животот ништо не е совршено. Ние Нема шанси, ево ја да. ќе ти дадам од друга страна. Ајде ти за тај дел, за уметничкиот дел, нели, за креативниот, за творењето. Ама Да. еве од моја перспектива на жена со деца и со сопруг, нели, имам приметено еве парови. Они чекат да купат кола, да купат куќа, за да имат деца. И се е тоа, нели, одлагање на работите. Ама никад не можеш да бидеш сигурен дека секад ќе имаш доволно пари за да одгледуваш деца или, знаеш, многу еве млади папарови немат, например, деца или нешто, не идат чекорна напред за било што, еве, не е само за деца, само заради тоа што чекај кариерно не сам испунет, чекај куќа да купимо, чекај стан, да, чекај нешто ово и таа некоја си замислена листа на работи не е штиклиранат за да дојдам до оно. Никогаш во животот не може да биде перфектно. Тоа е нешто што јас сум го научил. Ама Лори, никад не можеме мајни тоа што си поставуваме цели такви скалила, него ние не можеме да знаеме што ни носи утре. Ние не знаеме да живееме у моментот. Од таквите планови, од таквите очекувања од сами себе и од... И тука ти лета времето. Треба да престанеме да живееме по шаблон. Треба секој да се живее како што го носи ритмот негов. Не сме исти ја ти, Рајко и Петко, значи. Секој индивидуа сама по себе. И не можеме да се имитираме ние. Да, и тај некој шаблон ти дава сопки, ја би рекла. Тоа е проблем на општеството. И сега повеќе и со интернетот и сакаш да постигнеш, копираш точно. И дека исто ако направиш ти така, исто ти ќе успееш. Точно. И тука доаѓаат и разочарувања и затоа многу луѓе стануваат и депресивни и анксиозни и Ама јас сам рекол, се е тоа што го ние гледаме ти упозадина, ево прост пример, каснам или не знам успивам се или не идам на време или каснам со документи или било што, ама упозадина испод мира 300 вира. Дали знаете вие што уствари ќе ставаме една слика, ево ќе направам подкаст. Ама како смо дошли ние додека да седнеме да го направиме подкаст? Хавари. Нели, изгледа многу едноставно. Едноставно, да. 1 саат, стават го на интернет и како окей. На Свети Николски си збора, шо ги гаја? Да, не е баш така едноставно. Треба малку да станеме свесни дека се има длабина. Да, ние го гледаме што се вика она, нели слики има и Сантата мраз го гледам у океано. Титаник што се удрил. Ама Титаник го видел, мислиле си нешто малецко, ама одоздоле основата била подлабински тежината на самото тоа, точно така. А тебе, Лори, што ти го троше времето? Или што ти го краде времето, ствари, не троше? Троше или краде? Ја, кога ја одбраме оваа тема, највеќе... Што смо поуцрно и двојцата како износачка. Леле, немој. А стварно, гледаш колку смо ние у темни бои, а недоговорено. Недоговорена, а дури и темата ни е малку посериозна. Молим лепо, не знам, мора така малце. Black is the perfect color. Да. На све иде. Знаеш, викат, луѓето што сакат црна боја се најкреативните и највеселите луѓе. Тоа го чита пред некое време. Точно е тоа. Нели ти мислиш дека ако носе бои, дека тај жив, весел човек, мислам да бои, ако носеш црно, демек си, а нема врска, ја цел живот црно носам, па ево, знаеме. Ми боја лепо стое. Да. Мене нено, знаеш, ми краде време и многу се нервирам пуно пати. Имам ти кажано дека Netflix ми е омилена платформа и јас сум филмоман тежак.
серии доста знам, ако има некоја квалитетна серија да загледам и ама тоа ми е како еден вид на бегство. Пошто сакам, знаеш, Добро. гледам и така како релаксираме. Сега ја, пошто моментално сум stay home mom, дома сум, ја не идам на работа, знаеш, за да еве овоа ми е еден вид на работа и време за себе. Ама покрај трите деца заедно и целото to run the home, целото домаќинство, нели, што знаеме домаќинките што прават дома. И знаеш, тоа ми е некако како еден вид на бегство. Чекај да видам што има на Netflix, ако имам некој пола саат време. Па не, или тоа навечер. времето, па нормално е секој да има такви бегства, што викаш и филтри, канали за да се Епа, малку еве, ја пуста. мислам, многу пати знам така да загледам и после, ама тоа е навечер, највеќе. Ама, Па ти валјда не дека децата околу тебе А да, припаѓаат, децата, а ти гледаш филм. ја да гледам филмови, да, точно. Ама и знае и на телефон порано, сега не толку, ама порано знаем да за Исто, или ќе готвам и телефона и што има, рил, това, и знаеш така. Ама нешто да ми краде време, ја немам време за некој да ми го украде времето, или нешто. Гледаш, Сваѓаш тоа ли, викам, и не тол- сме сите исти. Не сме сите исти и мене, например, со трите, едно у школа, друго у градинка, трето дома со мене, и да и денот ти поминал. Успиваш да заготвеш нешто, не знам, еве ајде ако не знам, стварно не знам. Да Сваќам те. снимамо. Нема Сваќам нешто те. што би ми го крадела, ама ја мислам дека отров на денешното време е телефон. Ја мислам дека сите се забрават на телефон, многу гледат рилсови, видеа или не знам што, превише преплавени сме со информации, или па малку, ајде, трач рубрика, сите гледат кој шо кај бил, шо правил, дали бил у Шпанија, дали бил у Италија. Тоа колку само не правам, не ми ни гајле, нити... Па добро, Ја- ама грото луѓе така си Грото. прават, Па да, гледаш си... одговорот на нашето прашање што ти го краде времето, ја мислам дека најчесто би бил интернетот. Па Апликациите. интернето, апликациите, ето Социјалните точно, да. мрежи. Социјалните мрежи, кој кај бил, Мене шо не, како, мене, седнеш например, и и да само нема- скролаш. Да, ама ја размислува дека, например, ево да речеме дека интернет нема више. Добро. Не е дека он ми го краде мене времето. Па нешто, па мене ќе ми го краде времето, ајде да речеме психата, значи не е кај мене проблемо алатката. Епа или не еве знам како гледаш да дека кажам. значи не сме сите Мозокот кај мене не запира, значи Да. не е дека интернет, значи ја и додека сурфам, додека сум на социјални мрежи или било што, ја па имам у мене овертинкинг, ја па прекумерено размислувам. Ја миран е додека читам, ја додека гледам филм, цело време мене мозокот ми работе на какви 100, на 1000 гранки ми се разгранува. Тоа само вака летат мисли у мене. Ја не знам да се опуштам, ја не знам како е да се релаксира човек, да речам сега ќе си пуштам музика, уследните ајде мора еден саат, 15 минути, пола саат, ќе легнам, ќе ставам слушалки или ќе пуштам на телевизорот канал со музика или било како, или ќе легнам, ќе читам книга за да се опуштам. Не, ја секато позадина нешто ме копка. Нешто подсвесно работе. Нешто подсвесно работе. Да. Па не знам, ама мислам дека не е само тоа, окей, ајде, еве, тоа е индивидуално за тебе, ама мислам дека многу и работата, бркањето пари, нели да троши и тоа времето, пошто многу станамо, како се викаше, капиталистичко време, нели е и тоа исто, сите се тркамо за да направиме пари, Генерално зборено Генерално да. Лично, индивидуално не. Ама генерално да. па и ја не Не би се рекол. тркам лори. Не, ја некако Па не како за да кажам, купиш тоа, за да идеш ваму, за да имаш пари, нели е тоа малку и трка? Ево, Македонија нели е така? Јесте да, ама кај мене индивидуално гледано не. Ја не уопште немам некакви такви цели да купам нешто или да направам, да идам негде, не. Не ми е некој фактор. Точно дека без пари не се може, ама сега да ја... апсолутно. Сметки мора да Ја се на- плаќат. Да, ама знаеш, што порано имам приметено дека јас сум, например, работил исто како и, нели, ти си работил исто од тин годините. Да. Ја работеше у времето кога 90% од генерацијата не работеше. Да. А доваѓамо до момент кога 90% од генерацијата работа, ја не работам.
Да, да. Мислам се работам моментално. Не знам дали ќе работам, кај што работам и што и да. Ама ја имаше добар период кога ја со сите мои таленти беше без пари. Разбираш? Да. И некако од сите страни секој канал што ти нуде пари, да речеме преку интернет, прво тоа ќе дојде тука интернетот, можеш да продаваш, да правиш, да проекти, не знам што. Се зима провизија, па Македонија не е поврзана со PayPal, па вакви провизии, па трансфер на пари, па на сметка, па тука ти барат да платиш и личен персонален данок, нели? Да. Мислам, и на крајот ти работиш за ич пари. Разбираш ли? Да. Од сите тие, се, што викаш ти, се за пари. Ама тоа е да вид на губење апликација што време. нуди работи, да се предплатиш треба на неа. Разбираш ли? За да конкурираш на еден оглас од сите тие што ги нуди таа апликација, трошиш кредити. Кредитите треба да ги купиш, тоа кошта пари. Ти треба да имаш пари за да почнеш да правиш пари. Да. Не можеш ти од нула. Уште еден парадокс. Колку се контрадикторни работите една со друга. Многу ретко можеш без пари да почнеш да заработуваш. Мораш да имаш више некоја основа, финансиска позадина, што ќе ти биде сигурно. За жал тоа е така. Леле, многу излавам од темата, знам, и тоа мислам дека не е досадно. Не. Сродно е, нели? Не. Па тоа е еден вид на трошење на времето, нели? Па да, ама ти имаш право, ако го земеме тоа така како глобално, точно е дека надпреваруваат се луѓето за пари, за да купат стан, кола, куќа, не знам, да шетат негде или било што, да купуваат свашта. Да. И тука работиш и ти си фокусиран само на финансискиот дел и дури може да забраваш и на луѓето околу себе. Ама, добро. Ајде, така нека... Па добро, тоа е само наше мнение. Да, добро, одзима ти го времето за поквалитетни нешта. Да, ајде така. Поквалитетни нешта. Не знам, тоа е релативно што за кого е квалитетно и пресудно и битно у животот. Да. Можда па стварно за тие материјалното најбитно? Да. Например, за мене не е и од мојата перспектива ја да се борам за пари, за куќи, за тоа нема никато животот, пошто јас не сум материјален тип, разбираш. Јас сум креација, уметност, да направам нешто, да запеам, да сваќаш, некако така да доживувам тоа. Да. Али секој за себе, не може да судува. Да, така си. Ама исто, мислам дека дали ти го краде времето или озборувањето и драмите, мислиш нешто такво? Оговарањето или токсичните луѓе, што мислиш ти? Луѓе што постојано се жалат и сега отишол си ти на кафе, например, и седнеш со нега, правиш си муабет, нега, кој да е пријател, пријателка, познани. Или ти само ти зборе и ти да, или имаш оно чит-чат, некој, па, и си мислиш, зашо бе ја испадна, ќе направеше тоа и тоа. Не ли си доаѓало такви ситуации и си мислиш дека некој ти го украл времето, а при тоа и енергијата ти е исцрпил. Тоа не ли ти е вид на крадење на времето? Не, ја тргам од себе затоа што јас се препознавам у тип на луѓе што многу можно е често да се жале. Ама ја тоа не го правам ја тоа со цел да тебе или некого напунам со негативна енергија, да ти го украдам времето. Добро. Тоа треба да го гледаме од перспектива на тоа дека ние треба да бидеме малку по емпатични и да сванеме дека точно дека има енергетски вампири, ја не викам не. Јас зборам за нив, ја не зборам за некој што пријател, ако му многу често ги мешат работите, значи доста пати цело време се жалеш, мене се ми викале. Ја не се жалам, значи ја не се жалам у стило леле да кукам. Јас само споделувам како се чувствувам и јас сум препознал у соговорнико начин да можам да кажам тоа. Да си изразиш, да. И па ја не зборам за сега ние сме толку многу луѓе. покварени како луѓе станати, како да ми шо има тоа ти да го кажуваш на некој, ти на психолог си го кажувај. Абе луѓе, кај е човечноста тука? Па не, па треба си и пријател за такви работи, не е само да идемо ние по институции, нели? Да. Не. Ја не мислеше за такви луѓе. Ја мислеше за некои што имат и стварно седнат и осеќа се дека ти го цицат енергијата. Ја не знам дали си ти имал искуство. Ја не знам дали можеш, па не ги препознавам, може сум толку наивен. Ти не ги препознаваш, да, ти си многу наивен.
Леле, да, многу си наивен. Дај баш, искрено, кажи ми, опиши извини. ми. Па нешто, Извини, вака. Па признавам си, јас знам. Ја тоа имам дека така. филтр за такви работи и ја Да. одма сечам. Супер е тоа. Да. Ама има вампири што осеќа се дека гледа само да ти ја наметне неговата негативна енергија или ако бил некој надрндан у моментот и сега ти по некоја случајност или не случајно се најдеш со таа личност у иста соба што се вика и сега они гледат као да се испразнат, а или па има некој и оноа негативната енергија тебе ти ја пренесат, и после цел ден ти си надрндан, а тај веќе се олеснил како да бил у веце. Дали ме разбираш? Ама тоа свесно го прават или несвесно? Свесно, има луѓе што свесно го прават. Несвесноста е таквите као ти, например, што викаш јас сум наивен и ти несвесно Никад не сум имал таква ти цел, си- ја, да. ти си кажуваш што те тебе муче, например, и си осетил дека некој тебе твој пријател ќе те сослуша, па можда и ќе ти даде некој совет како да Ама па ја направиш, разбирам што да ми кажете не ми така. збори за тоа, прекини ќе прекинам, не сум ја па нешто па Тоа- со рогови низ зид. Така е. Ама има луѓе што например Што нема например, тоа ја се- на таквите луѓе како тебе, јас стварно ги слушам и од моја перспектива давам совет. Тука не станува збор за мене некој дали ми го потрошил времето, дали ми исцрпил, дали нели, наместо ја да идам да се, не знам, завршам некоја работа, ми потрошил ми го времето, туку ја дадам совет и тука завршува муабетот. Човек кога прифане мојот совет, искомбинира со негови Ама можеш мисли тука и и иде сама себе напред. да се анализираш, може да се споредаш па и нешто да откриеш ново за Е, тебе. така, да. А има луѓе, ја имаше таков случај порано, значи моите пораки цело време да прдне со извиненија, Лори, мене тоа и тоа ми се случи. Што да правам, како да правам? Или ако е нервозна, знаеш ово оно, и сега ја ги слушам, губам време, слушам 20 пораки и кажам, нели, види, вака и вака. Од моја перспектива тоа и тоа. А ние девиците сме многу такви, многу ги анализираме работите и многу сме реални и сега кажемо, кажеш, тај дечко не ти одговара. Значи, пример, не губи време на тоа, или шо и да е. Да. И значи кажеш. користеше мене како боксерска вреќа да си ги иструире фрустрациите, што некои си икс личности таму ги нервирале, нели, искористувале или еве трошиле и га времето, пример, нели. И сега ја дојде до ситуација да се ја веќе ставам на мјут да не ги слушам пораките. Дали ме разбира? Толку токсично и толку мене дено после тоа ми беше утка од како ги слушаше ја тие пораки. Толку многу ми беше дено непродуктивен, па дури и со децата немаше живци да не има живци, нели, со деца трчаш ваму таму. Ја едноставно пресече со тоа пријателство. Сваќаш? У смисол, извини, не можам веќе. Значи, моите совети ништо не ти придонасат, тоа е тоа. Ако имаш некој друг пријател, пријателка, кажувај ги на нив проблемите, ама мене не ми го троши времето. Ама кажеш ли го тоа или како Да, само пресечеш? да, ја кажеш тоа, го? ја си го кажам, да, јас сум многу без филтер, ја Добро. немам влакна на јазик. Ја па издржувам, јас сум Па не не, знам да пресечам ја. Јас сум многу Ја ќе директна трпам. и мене за тоа викат девиците се многу реални и директни, за тоа имат само двајца пријатели. и Па, секој мисли добро. дека мојот начин е еден вид на атак, на напад, уствари не, само поставиш граница до кај можеш и тоа е тоа. Мислам дека и така е многу кад си поотворен спрема луѓето, знаат што да очекуват, а вака не е он. Да, али да се врнеме на прашањето, јас стварно цело време додека збореш размислувам дали сум имал такви некои луѓе. Веројатно да, ама ја не сум ги препознал како такви од причина што сум наиван. Оговарања има од како сум жив, што се вика, тоа да директно ми го троше времето, да ми го краде, не. Можда индиректно трошење, кога почнеш да, знаеш, кога се изнервираш зашто така збориле или зашто така ти рекле, ама тоа па не е некој битно делче од времето, што занемарливо е тоа, некако ја не, знаеш, тоа ми брзо помине на мене. Ја више се навикна на некои такви работи, више
како ти кажам, точно дека ја уште се нервирам у моментот, ама брзо, порано тоа е трајало, можда и за тоа сам развил анксиозност, не знам. Ама сега Па и некако од таму тоа е доаѓа тие, кратко. се што потиснуваш и од таму доаѓа Да. тие стејџови ти што ги викаш или диагнози или ајде не знам сега ја не сум ни медицинско лице па ја ве кажувам нити сум психолог нити психијатар. Ама се тоа нешто што е акумулирано низ годините па макар и од детството и за тоа настануваат некои работи и А низ тоа е годините. многу комплексна тема, сваќаш. Па за да, да, затоа ние Нели? што викаш Да. тука може да се ако почнемо да го отплеткуваме клопчето, нели, да го размрсуваме распликемо. конецо, да распликаме, што викаш, тоа има да биде со километри долго и ќе се апсолутно, разговара 100% за тоа таа дека тема. така, да. Многу, Ај не е многу. дека не можеме, ама сега да не идемо таа насок. Ки имамо и такви Да, ќе имамо и такви. специализовани епизоди. Па Значи, да. кај мене ја повише работите што ми значат ги одложувам лори. Ја, например, за другите многу поефективен и побрз сам, а за сам себе многу ретко сам ефективен и брз. Тоа е многу парадоксално кај мене исто така. Да, и тоа е многу чудно. Истото Многу, и ја го многу. примети кај тебе. Да угодам, да биде... Така, луѓето мислам дека што угодуваат премногу на другите, што немат некои здрави граници, нели, до кај Немам. се може, Немам. губат си га времето, Губам си. губат си га времето на другите, за успехот на другите, или Да. успех или неуспех, што и да е, Било шо, сепак да, си га да. губиш времето, Да. а за себе, најлош си за себе. Само како сликовито ми дојде у памето пред недела две нешто бараше по мејл. Знаеш, на search пишеш некој избор за да ти најде нешто Да. треба. Да. И јас случајно дојде до ево сродно со темата е како јас сам си го губил времето у студентски денови. Дали ти знаеш ја колку пораки најдеш што сам пишувал проектни задачи на колеги и колешки? Јас сам пишувал проектни задачи уште над каквити не теми, уште по каквити не предмети. А јас да сум си го зашто? дал тоа време за себе, ја би можда имал научен труд, например. Разбираш ли ме? Значи, гледаш. моето е можело да биде 200% поефективно од тоа. Моето сум го оставал за на крај. Да, А за другите да. и не сам барал ни пари и сам седел до касно ноќта за да ги направам тие работи. Зашто? Затоа што ја, Зашто? нели? А после тоа они мене више не ме ни здраво викат, нема на Facebook си имам што се вика. Нема тука ништо фидбек. Па не, но ово позитивен. треба да ти биде некоја многу поголема лекција и Ама имаме понатака. многу лекции такви во живота, ама никако да ги научам. За жал. Епа, повтарањето е мајка на знаењето и се додека Не. така е и за универзумот, а се додека не ја научиш лекцијата, тебе ќе ти се случуваат некои одредени Ама работи. знаеш како, например, ево, ајде за пишување за такви работи, например, имал Генерално сам напиши зборам, ми да. состав за пишување, конкретно, ајде сега тоа го фана, иначе, нели? Да. И сега, да речем, од сите тие лекции, да речем, ако сум нешто научил, ајде, да речем, ја не знам у животот да кажам не. Значи, јас сум, сваќаш како ти кажам, се да угодам ја. Епа. И сега, например, проблемот тоа што научил сам се можда да бидам малку поотсечен и да речем немам време или не знам што, ама ќе се погода баш на некој што треба да услужам, што, нели, ќе речем, не, знаеш, не сакајки. Не можеш да одби. Ни крив, ни дужен, знаеш, ќе се покаже му лошо светло, како е овај, неќе да му услужи, сваќаш. Тоа уште неколку тест период ми е на мене. Не можам да го спроведам на дело, да проценам на кого треба, на кого не, ја помагам на сите. Такав сум по природа, валјда тоа и природа. Не може тоа, може да не се менја. Да, тоа Не е и знам. карактер. Џабе лекциите. Да, и карактер е тоа тука и за карактер, за личност, за домашно воспитување исто станува збор. Тука не можеш нели да кажеш не на некои работи. Ама сепак низ годините како стареемо, нема да речам растемо, како стареемо, пошто идемо натака некај 40. Треба да се филтрират некои работи и треба да си го чувамо времето, пошто едноставно бега. Ја така сваќам ми гледаш Бега. Еве, Бега. ја ќе Троши ти се, кажам- потрошен материјал. па не, времето е нешто нема цена, нено. Ја тоа го свана и со децата И не на се пример. враќа И ништо, не да. се враќа, ништо не се враќа. Ја кога ќе ги погледнам децата на пример, како брзо ми растат. Да. И јас сваќам дека ама стварно лета времето. Мене ми е еве од
па морам да спомнам, пошто ја од тај агол зборам, од мајчинска перспектива, ја кад ќе ги видам децата, Калин веќе 8. Значи, мене 8 години, јас имам чувство како да стојам уместо, како да не поминале 8 години. А гледам га Калин, 8 години, Мила 6,5. Бисера, како вчера да беше ја трудна, она е веќе година време стара. Знаеш? Да. И знаеш, и кога ќе си кажеш, 38 години сега у септември правам, 38, знаеш, оно, као некој шамар да ти удара, и си викаш, вау, луѓето на 38, ние кога беме 18, ни изгледаа стари, знаеш? Да. Нели? И така, сваќаш дека... А сега ние смо тие. А сега ние смо тие луѓе. А па не се чувствувам старо. Па добро, тоа е релативно чувство, нели? Не е дека годината е само бројка, ама сакам да ти кажам дека времето релативно бега и сега гледаш малку повеќе да користиш време со децата. Мене ме тоа вознемирува, Лори, ево, ја почнувам да се мрдам, мене ме вознемирува тоа кад зборам за дека времето лета и така. Ја паничам, тоа е анксиозноста кај мене, значи мене малку така како леле, немам време, знаеш? Да, знам. И јас сум си имала тие бубачки у глава. Ако лезам у тај филм, оде возо. Па да, но ама еве, ќе ти спомнам друга работа, сега да не звучам не морбидно, ама сега па ние живееме у странство, па многу луѓе и не ги гледаме. Така, со многу луѓе не се гледаш, а слушаш некакви муабети, па забравиш ги луѓето или не дај Боже некој се разболел, па ти не можеш да бидеш таму пријател или пријателка да му бидеш поддршка. Времето лета, родителите ти стареат, веќе лицата не се исти како што ги памтиш кога си бил дете. Да. Така да. Анксиозноста работи. Па, Лори, анксиозноста работи, ја вие дановистите тие теми ги мозгам и ја затоа ти викам дека возо ќе отиде ако почнеме да збораме на оваа тема. Ја може да се скршам и да се распаднам. Ама, па знаеш... Да. Живото е... Шо е живото уствари? Имамо ли ние човеку има ли одговор на прашањето шо е живото? Нема. За секој е нешто различно живото, ама у суштина живото е пролазна ствар и живото е многу... Живото не е фер, стварно. Не, но ја Живото не е мислам фер. дека оваа ќе биде тема смешна. Не па... Добро. Па природно нас да. идат се, не се спремамо никад вака да биде, така да биде. Те, ја, например, најпат кад ме ти буди мише дека ќе биде сериозно, па ја трескам глупости. Нема веза. Да, нешто не кажам, дека човече 2 месеца и старамо, бе. Мене ми е, Лори, многу криво тоа што 10-та епизода ние не и дадемо, како се вика тоа, признање, да речеме од 10-ка до бројка за јубилејна бројка. Да. И исто така ми е криво што не го одбележамо 100-тиот subscriber на YouTube. Мене ми стигна notification као да ме you got... Стварно ли? Да, па имамо више 113, бре, ние сме више голем канал. Луѓе, дајте бе малку subscribe, I like не мора, ама subscribe ставите, да, значи стварно не значи тоа. Барем без пари, бе, луѓе. Да. Неќа, знаеш колку се радува на Жешко лето за Рилсо на 11.600 прегледи на Рилсо за кај што ја и ти. Да, кај што ме потегли за јазик ти. Кај што ја те теглам за јазик, да. Ти, Лори, да ме теглиш за јазик почесто. Почесто треба, да. Ја немам проблем со тоа. Само да ме потегне некој за јазик. И си викам, од кај испадна овие 11.000 луѓе? И викам, замисли да ги имам од тие сабскрайбери на YouTube. Вау! Од колку треба пари да правиме на YouTube? Шо толку кажа, па ја па за да толку народ гледа и споделува, па колку споделување имаше, па... Ау, да, па и тоа е интересна работа. Шо бе кажа, Лори, дека не сме добиле поддршка минимална, макар лажна. Ама, знаеш, е уште поинтересно. Уште не го добиваме. Да. Имам, јас сега не е фала, многу имам, јас значи да речеме едно 5 до 10 души што стварно ми кажа, ево јас поделим. Да, имаш и коментари. Луѓе,
Не зборам ја да ви кажам споделите па да споделите. Треба да ви текне сами да го направите тоа. Да, така е. Да, јас се апсолутно согласувам со тоа. Па добро, може не им се свиѓа, па нека да го споделат, да си го кашкат профилот. Па не мора да не споделат, барем subscribe на YouTube, ајде дај некој да капне нешто. Како иде оно плакетата сребрена од YouTube, за колку сабскрајбери треба или колку прегледи, како иде тоа? Ние оти многу психоанализа, нешто како многу ја е проблем кај мене исто што ја мислам дека се што ја можам и знам и умеам, дека може да го прави секој. Ево на пример за пеењето. Ја на пример цел живот мислам дека што е толку посебно да знаеш да пееш. Мене ми е тоа како секој знае да пее, не знам како ти кажам. Нека тоа доживувам, никад не сум или да пишувам. Или да глумам. Ево ние седнале сме правиме подкаст. И ја тоа го доживувам како може било кој да седне да направи подкаст. Може ли? Ама не е така. Ајде да видиме. Што ти кажеш ти? Не е така. Како е? Не, види вака. Ја и ти имамо, значи, овај подкаст иде снимано е, тоа веќе дефинирамо го и сега кога ние би ишле, кога ќе иде оваа епизода, тоа ќе биде за 2 недели, 3 можда, не знам како, пошто ќе имамо и гости. Со тие истите гости што снимамо, значи многу, значи... Ние гости само кад се пости. Само за време пости, тет гости. Кад се мрсе, сме остри на јазик. Ајде кажуваме, не интересираме стварно. Сакам да ти кажам дека можеш и ти да приметиш дека не секој баш има е спремен како ја и ти. Значи ај сега не ќе да зборам, ама и порано по телевизија. И по телевизија кад си работил и кад по радио и еве имаш ти у Канал 77 и кај имаш и дено кај Роби што беше радиото. Не сум у теле. Телекабел Телекабел Angels FM, ТВ Стар, ТВ Ирис. Да. На Радио Свети некој Николе, Радио С више и тамо. Значи гледале сме доста луѓе кои како значи не секој е спремен да застане пред камера и да зборе и да направи нешто и за емисии или за било што. Ама некако ние не сме. Значи тоа е некоја дарба. Да, ние сме скромни, не сме арогантни, чекај малце. Нека ти имаш и ароганција, луѓе што мислат дека знаат, па уствари немат појма. Сваќаш ли? И не секој го бива за се нешто. Сега ја рекам ние да се фалемо. Ево за пеењето имам приметено, не знае да одлепи името да си го каже со интонација нормална, у вид на зборење, а не па да отпее нешто, ама он е пејач или пејачка. Знаеш колку има такви, со да не ги именувам? Па ете исто, па и водителки. Со прегледи, со лајкови, со се. Значи тоа се ти кажува. Тоа е фейк свет некој. Вредностите белори се изгубија, готово е. Конците се помешани, преплетени, тоа не знам како ќе се одмрса работата. Стварно многу лошо. Нема више, не ти е гаранција за успех квалитето. Не. И памето. Не. Нели? Не. Ево, ние сме си доказ. Во е добра тема, шо е гаранција за успех, тоа можеме да го обработиме. Да, следното. Шо? Или некоја друга. Знаеш колку сакам да ми потеглеш некад за јазик, така ти запиши си една забелешка, потегли го не над за јазик, па ако си најдеш така сходно некој момент, потегли. Ке те и за опашка ќе те потеглам. Ама чекај, не ми одговори, ти мислам шо ја кажабе у тај рил толку многу јако за толку многу го гледат. Шо според тебе шо е, зашо е толку гледан? Сак ти мене ме влечеш за јазик. Ама не те влечам за јазик, не ми беше тоа целта. Стварно сакам твоето мислење. Ја мислам дека луѓето беа малце по така остри и кажамо работи што па не знам. Луѓето сакат да знаат, сакат да чујат, сакат да видат. Или глегај не на чо зборе, глегај не на чо кажува. Оп, чекај да ќе го споделам него. Не кажува, ние имаме уште 200 други рилсови, па не ги толку гледат. Исто кажуваме нешто. Па не знам, сега ме замисли. Ама добра, ајде. Па не е тоа склоп на темата со времето, ама ете луѓето одвоиле време да направат
лайк или не лайк, немаше лайкови, views од во иле време да го видат тај рил од лайкови, не толку и имаш и да лайкови. споделаш, да го препратеш на некој, да тоа Околу авиончето. 260 колку лајка, али препраќа, да, тоа стрелката што, да. Да, тоа е препраќање. Авионче писма, Да. стварно. Мене ми е, ама луѓе, зашо ние не сме изгледа навикнати на некој да си го каже својот став отворено? Да. Можда тоа е. Што сега можда се е тоа филтрирано, нено дури и на селфи стори на собствено не можеш да испаднеш без шминка, сите стават филтри, така А да. у нашиот опис на подкастот стои дека ние сме без филтри. Па Нели? затоа и не треба да ги Па и поле очекувано многу. е, очекувано е. Па Нели? ние сме тај тип на луѓе, што сега не е... Јас сум без влакна на јазик, ти исто. Знаеш Тоа е што, тоа. чека, многу ми е битно да не пропуштам нешто, пошто тука може да и се приметува дека има една листа. Чисто како да имам И ориентир јас и имам точки. нено, да. Да, ориентир точки, пошто нели сите ние имаме по 24 часа дневно, нормално. А многу од нас викат имамо 48 сати работа, имам само 24. Или па на секој нешто му фале еден час плюс 25 часа да имаше. Да, Или да, па да. работната недела да имаше наместо 5-6 или наместо 6-7 дена. Или па ќе Да. речат викендот е прекраток да имаш уште еден ден Уште еден ден плюс, да. Не е тоа така. Например, ја Не. ќе појдам од мене и да има еден ден плюс, ја пак ќе Пак ќе го потрошам така. времето пак ќе ми биде украдено на мене. Ја пак ќе Да. легнам, пак ќе легнам или ќе седнам и ќе овертинкам. Значи ја Да. нема да бидам продуктивен ако се појаве шесток ден. Шесток, не петок, Разбираш, замисли, шесток. тета-тет секој шесток. Ќе измислимо ни еден ден. Да, не, ја мислам, види, и тоа сакаше да ти кажам, сега ме подсети, многу ме нервират и оние фитнес тренери. Сите имаме 24 сата во денот, сите можеме да одвоиме 2 минути, не, 10 минути 15 за вежбање во денот. Од кај знаеш ти ја дали можем 15 минути, знаеш што ми значи? Мене ми е омилено онова, пошто ја како фан на Бионсе, нели она како продуктивна, успешна, не знам што свашта, као демек и Бионсе има исто како тебе 24 часа у текот на еден Да, ама ден. Бионсе ја Што не ја направи читам. ти? Има 4 даделки, има 2 кувари, Она Бионсе нема има што нема. шофер, значи мислам, дај, молим те, ајде. А нека Бионсе ги чува Blue Ivy и тие другите две, не знам како се вика. Дека варе град, требе леки. Нека праве тапче Седнала грабче. тетичка, Орис Требе, Бионсе, Jay-Z, Бицо, до кај дени то чекај, требам овај Орис за некој, не е кочански увозане. Чекај да видимо тука, реп, знаеш колку гадни, па колку камења има. Да видиме дали Бионсе ќе биде. Ајде, Бицо, мајни Оризо, напреми ти на мене пинџур да се ја најаду. Да. И комат леп. И комат леп, не. Jay-Z многу сака пинџур, да. Сигурно. Бред сака многу пит. исто. Бред воли питу. Престани. Ми ги сечеш мислите, човече. Анжелина Ова со сака сабља. многу... Анжелина сака многу желе. У Франција кога ти да желе сака многу. Нела Жули, Дрезден. желе. Жули, Добро. жули. Живото у диаспора троши време исто. Посебно на Молим? живото у диаспора бе, ево, луѓето што не гледат од страна, 100% губат многу време за документи, за посебно у Германија со оваа бирократија и тоа е исто еве. Тоа да ти спомнам. Мислам дека ќе се согласат повеќето со мене, пошто многу документи се потребни за одредени работи, покрај тоа што луѓето идат и у 3, па има и 4 смени тука у Германија, значи едноставно биоритмот ти е пореметен, трчаш по институции, па ваму, па таму, па чекање документи, мислам дека и тоа е исто така губење на доста време. Еве тоа ми дојде така. Ја во тебе не те разбра, ако можеш да ми го повториш, да ми го олеснеш. Како го... Па добро, чекай, ти у странство си бил како студент, ама Добро. ние како фамилија, нели, треба одредени документации да поднесеш, Добро, па бирократија јас сум во исто. Германија е Па и така. ние Па кои еве и ти студенти, си да. имал, да. Да. И значи мислам дека и тоа исто троши многу време, пошто од работа не можеш ти секој ден да се ослободуваш за да идеш да завршиш работа по институции, дали у општина, дали у некое министерство или сваќаш.
Значи и тоа исто доста губе време. Луѓето знаат тука да одат на пример по 4 смени некој има. Тебе ти се буквално биоритам Како тие работи го трошат времето. и то точно, Го тоа трошат, сакам да трошат го времето, немаш ни време за себе, не па за некој друг. Не можеш да се одспиеш 2-3 сата квалитетни за да бидеш продуктивен следниот ден. Тоа е исто, пошто немаш ти кому да ги дадеш децата, да ти ги причуват, за ти да отидеш да завршиш работа, па мораш и деца со тебе по институции да водеш, знаеш. А ако носиш деца со тебе, па тоа е па плюс работа у работа и тука исто се многу губе време и не знаеш кај си, буквално. Целиот тај хаос, да речеме, ево на вај, нели спомнамо дека е животот многу брз и сето тоа. Ја би те прашал, кад последен пат ти се почувствува жива? Ма не живо топломер, него жива. Живи ни топломер. Ама чекај малку, не ти го разбирам прашањето. Жива. Жива, испунета, мирна, не знам, жива. Дека ти, Ја, дефинирано Убаво. као ја. Или- целосно, од секоја димензија. Убаво на душа, убаво на тело, убаво на се. Леле, па, не, тоа е и Жива. не да е комплексно прашање. Као мајка, ја последен пат кад сум се почувствувала жива, ја цел живот тоа не сум го почувствувала, да се разберемо. Пошто како мајка, ти улаваш од друг идентитет и повеќе ти добро. се нели и не се ни осеќаш ти самиот себе, ти улаваш од друга улога, нели? И да се ја дефинирам као жива дека се ти е. Ти у овоа Ама брзо не се ти, време, ајде да ги упростимо работите, тоа, едноставно, Па- едноставно лесно да се почувствуваш како малку така. Барем на па не, минути, па барем у моментот, не знам. не, но па исто јас сум толку размислувам, окупирана со се, што ја забравам. Ма сите смо. Па со тоа нешто, сакам да ти нели? кажам, сите сме окупирани со се нешто што забраваме дека чекај, диши, нели? Се нешто ти е на брзање. Исто, ја тоа го размислуваа и како да одговорам, и ја исто така како Не, тебе дури месецна, не рече, знам, не да, знам. дека не сум се никад у животот можда почувствувал. Али, и така како сум се почувствувал, а последен пат, ја се почувствував жив кад беше кај нашите пријатели у Улцин, на Добро. плажата, рано се бајле у 6:30, немаше живо пиле, дури имам и видео, можем да го некако уметнам или у епизодата или како бонус кида. Јас си седна на балдахин, легна си, морето тивко, убаво, нити жешко, нити ништо, празно. И ја си така убаво измедитира и сум си заспал. Ето гледаш. И ја тогаш се почувствува жив, Жив. онова како контакт со природата беше. Па тоа се Морето ми даде некоја символика на смиреност, да, на смиреност и на инфинити, и на да. по исто време и на ограниченост, пошто ипак па тамо може да видиш нели копно, зависи од Да. ведрината на небото и близината на копното. Знаеш, сваќаш дека се тече, се менува и дека треба да бидеш присутен у моментот, затоа што таа капка вода више никад нема да биде таа капка вода истата. Да. Се меша у тоа море и се соединува и испарува и сега дали за неа иде нов живот, тоа е друга тема, дали има живот после смрт. Да. Па Испарува таа капка, ама дали па се претвара у капка, не знам. Јас сум најмирна сите да се нели на број што викаш и да се окей, ама жива ја да се почувствувам многу се тркам со времето и нека така се викам Лорета кочи, така. Па може да сите треба да закочемо. Треба сите да закочемо и Што не значи да стагнираме. Не такво не, кочење, не него, устагнација, туку малку да намалеме очекувањата и целите малку да си Да, ги, да да. бидеме по така у моментот да Поедноставни, бидеш задоволен и со малку, да не поедноставни да бидеме Да. треба, затоа што Да. ништо од материјалното нема со себе да си понесеме на другиот свет. Да, Ако така више е. има друг свет. Тачно, Нели, да. мислам, така викат старите на другиот Така на е, нај да. свет. Ама глеј сега ме запрепасти со прашањето и ја уште кочам. Размислувам дека ми е
да ми се живи, здрави децата, супруго, ја да сме добри. Сваќаш и сега, ама ја како жива, ја многу сум ева перфекционист, гледаш дека перфекционизмот сам по себе си праве да бидеш да не ги гледаш едноставните работи можеш. И да седнеш и да дишеш само, нели? Па тоа. Ја викам ти тргамо ги настрана фамилија, деца, маш или било шо. Родители, не знам, нели? Па не, па ја гледаш така. Како единка, ја и као девојка сам била така. Се нешто сам брзала, се нешто требало да се заврши. Како момичка. Како момичка. Се нешто требало, ајде, тоа е следно, так. Ќе треба да почнам да медитирам. Па гледаш колку едноставен момент сум се почувствувал. А тоа да, и тоа ја го имам почувствувано. Ама па немам ги често тие моменти, знаеш. Па немамо Тоа е море. работа. Не, треба да живееме на море. Може. Да, мене морето како што ми инспирира и испунува и отвара и смирува, друго ништо не може да ме смири, озбилно. Да, ете. Така тоа кога го гледам водата, не езеро, значи не река. Морето кога го гледам, леле, тоа инфинити, тоа сите нешто у живото суштински ги ја гледам у морето и водата. Да, па така. И така таму може да Робинзон Крусо. Четирите елементи на едно вода, огин, сонцето, воздух, со јод и песок од земјата. Тоа се е потребно за баланс. Ау, па видиш ли стварно? Па Да. точно сите елементи ги имаш тука, јас сум пети елемент. Така ли му, четири елементи беа, леле, ко просто? Четири се. Значи петиот елемент има и филм такав, нели? Да. Фактички ние можеме да резимираме на крај дека можда нештата што ни го крадат времето не секад са надворешни непогоди, неприлики. Да. Можда главниот виновник и крадец е нашиот внатрешен немир. Да. Полако немир. Знаеш, и знаемо само да кажемо, немам време ја за тоа, нели ме гледаш? Немам време за тоа, ама што викаш, внатрешниот немир се работи тука или оно overthinking, немам време, и ти подсвесно си правиш дека немаш време. Ама колку и да викамо, краде ми го времето интернет, краде ми го времето пари што мислам, не. Се на крај сведува дека ти сам на себе си го крадеш времето. Да, Ако ти разграничиш и ако ти тоа е многу тешко да се постигне, ќе сванеш дека имаш време доволно за се. Да, добро, не можеме да го вратиме вчерашниот ден, ама можеме да одлучиме како ќе го живееме утрешниот. Времето? Не, сегашниот е најбитно, ја мислам. Треба да научиме сегашниот како. Ја не знам исто како да го живеам сегашниот, ама некако како стареам... Додека е жив Ѓорги Колозов, ја тоа ќе си го кажам. Ма како стареам, имам се посилно чувствувам, ја обично многу каснам у тие работи, цел живот каснам, у созревање. Мада никад не е касно, например, ја во задње време се почесто знам да можда тоа за некој е смешно, затоа што е многу малку, ама учам како да живеам у моментот, со многу ситни работи, али свана дека дека ништо не го враќа овај момент. Ево виши вошо да кажа преска више е минато. Отишло. Точно. Така, времето е најскап подарок што го имаме и затоа ќе внимаваме на кој му го подаруваме. И Лори, ние ќе подаруваме го времето, ние се надевам валјда нема да толку да се сменат нештата што после тамо не знам колку години ово ќе остане валјда и ќе го гледат, па дури кад нема да постоеме ние. Да. Нели? Така. Тоа е многу голема предност. Да. Обично нели книгите до сега биле тоа пишаниот збор, а сега па и визуелно може да те гледат како го тоа кажуваш. Точно. Ке станеме некои филозофи, тетицка ке Кукина Слава, Света Лорита и великомученици. Великомученици на овом свету. Изгорени на клада во центарот на Свети Николај. Оти многу за јазик ги влекле, збориле многу, па ги изгореле на клада како вештерките порано. Леле. И мене ке ме турат на клада. Ненаде, идемо со еден wrap-up. Чао. Wrap-up? Шо мори? Тоа ли е врапапо? Леле, кад кажеш врапап, мене ми дојде акъло на врап сендвич. Секој своите муки.
Секој со своите муки. Ја ти А, кажа, Шо ќе моја викам, се, шо врапапе, ќе врапам? времето е најскапоцениот подарок што го имаме и затоа мора да внимаваме на кој го подарувам. Тоа беше моја врапа. Добро, моја врапа ја го кажа више некој наврати дека сами себе си го трошаме времето. Да. Чао. Сабскрабирајте се, нека не ве плаше претплати се, тоа не значи дека на рати ќе плаќате нешто, претплати се. Само еден клик е тоа бесплатен, немате никакви обврски, камати, ништо. Само еден клик, толку. Толку. Ај, чао. Авторите на оваа содржина не сносат никаква одговорност доколку одлучите да ги сватите нивните мислења премногу сериозно, а при тоа направите општ хаос. Сите изјави и ставови ги слушате на сопствена одговорност, а доколку ви се случи нешто лошо, длабоко вдишете и потсетете се дека секогаш можете да го обвините ретроградниот Меркур.